Почитувани љубители на културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во емисијата Астрорум. Јас денес имам посебна чест и задоволство да разговарам со една врвна пијанистка. Можам да се пофалам дека ја познавам уште од училишните денови. Таа посветена на својот инструмент ги изоде сите репертоарни пречки, беше под менторство на врвен пијано педагог, настапуваше на домашната сцена, но и сцените надвор од земјата. Сакам да кажам дека е потврдена личност и сега може да тврдиме и дека е одличен пијано педагог, бидејќи целото свое искуство го пренесува на студентите на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Да не должам многу, ќе посакам добре дојде на нашата Марија Ѓошевска. Добре дојдовте, Марија, во емисијата Астрорум. Добро ве најдов. Топли и срдечни поздрави до гледачите на вашата ценета емисија. Марија, јас се пофалив веќе дека ве познавам од училишна возраст, бидејќи ги следам вашите успеси, напредок на нашите сцени, уште од тогаш. Вие доаѓате од Неготино и знам дека уште пред да дојдете да учите во Скопје, веќе соработувавте со педагози од метрополата. Вам секако ви е потежок патот отколку на оние кои што се родени во Скопје, но тоа воопшто не представуваше никаква пречка да поидете на голема врата и макотрпно да ја градите вашата кариера. Целта ми е да ве вратам во најраната возраст. Дали имавте некој во семејството кој што ја сакаше музиката, ја практикуваше, или таа љубов се разви на некој друг начин? Од каде го засакавте пијаното? Ви благодарам за ова прашање, бидејќи ќе треба да се навретам повеќе од 30 на години наназад, а тоа е секогаш убаво кога една личност имала детство какво што имав јас. Веќе споменав се дека потекнувам од Неготино. Таму сум родена и живеевме со моето семејство долги години, пред јас да се преселам во Скопје и брат ми да дојде да студира овде. Меѓутоа можам да кажам дека многу се радувам што пораснав во овој град, затоа што е мал град, сите луѓе се познаваат и сите действуваат или се дружат како едно големо семејство. Инаку за моите музички почетоци морам да кажам дека во моето семејство сите се музикални, значи од страната на мајка ми и од страната на татко ми, меѓутоа професионални музичари немаме во семејството. Јас сум прва генерација. Татко ми беше електроинженер, мајка ми технолог по професионална вокација. Меѓутоа, музиката секогаш беше присутна во нашето семејство, а мојата музикалност, освен од моите родители, беше забележана и од уште од најмала возраст, може да се каже, во градинката Фемо Колаков во Неготино, каде што одевме со брат ми, и првото учество, можеби забележително вака поврзано со музиката, е во емисијата Шарам Барам на македонската телевизија, каде што испеав една песничка и беше пофален мојот глас, односно моето пеење. Понатаму учеството на Златно Славеќе во 90-та година, кога брат ми се јави на телефонот на Златно Славеќе и ги запраша дали им треба гитарист во оркестарот, меѓутоа му рекоа дека ако има убав глас или ако има братче или сестриче што пее убаво, ќе може да се пријави и да учествува на фестивалот. Тој веднаш им одговори дека да, имам сестра која пее прекрасно и би сакал да ја пријавам за вашата аудиција. И моите не беа дома кога брат ми се јави во Златно Славеќе, се врати од работа и кога им кажавме што се случувало тој ден, беа затекнати и навистина многу позитивно ме донесоа во Скопје во пионерскиот дом Карпош. Тогаш во жири комисијата за Златно Славеќе беше и нашиот почитуван маестро Александар Чамбазов, Летка Димовска-Полизова, нели сите ја знаеме, нашата позната диригентка на хорот Злата Мегленска, меѓутоа тогаш нели во екипата на Златно Славеќе. И ја поминав аудицијата, летото го поминавме во Сутјеска, знаете и вие, Бранка, бидејќи бевте дел од Златните Славејчиња, прекрасни дружења, нови другарства,
И понатаму следеше снимањето во М1 студиото на песничката. Испеав песна под авторство на маестро Александар Джамбазов. И од тука некако веќе почнав да размислувам малку посериозно да се занимавам со музика. Исто така во Неготино моите ме запишаа во музичкото училиште Владимир Арсовски. Почнав да изучувам пијано, солфежот, наставниците забележаа дека поприлично добро ми оди. Мојата наставничка, прва наставничка, да речам, по пијано, Камелија Кулакова, тогаш Стојменова, го забележа талентот и реши да ме подготвува за државниот надпревар по пијано во Скопје. Дојдовме во Скопје, учествував на тој надпревар и освоив прва награда. Сосем неочекувано. Знаете како, кога едно дете тргнува на музичко училиште, апсолутно не тргнува со некакви афинитети дека не знам што ќе стане, ама да речеме дека тоа беше една активност плюс, нели, од училишните активности, ама некако оваа прва награда ме заинтригира и ми даде надеж дека може би и повеќе можам да навлезам во пијаното. Па така, мојата наставничка стапи во контакт со професорката Снежана Анастасова Чадиковска. Таа ме преслуша и рече дека станува збор навистина за надарено дете, музикално дете, и препорача да започнам со часови во Младинскиот културен центар во Скопје. Така што во 5-то и 6-то одделение започнав да патувам 2 пати неделно до Скопје на часови кај мојата професорка и веднаш таа ме вклучи во концертните активности на Музичкиот балетски училишен центар Илија Николовски Луј. И некако природно беше моето доаѓање во Скопје, за да можам да дојдам порано. Тука професорката предложи да го полагам 8-то одделение, нели тогаш беше 8-летка, и да дојдам порано во Скопје, така што дојдов на 14 години во Скопје да живеам сама, односно на почетокот со мојата братучетка, потоа и баба ми помагаше, но денеска еве ќерка ми е на 13 годишна возраст и се прашувам колку ли сум била храбра да дојдам да живеам во Скопје, во друг град, без родителите, без семејството. Меѓутоа, верувајте дека во тој момент во Луј имаше таква една атмосфера прекрасна, значи сите ученици од класата кои беа од Скопје, значи од класата на професорката Чадиковска, ми помагаа да се снајдам во новиот живот во Скопје, така што дејствувавме како едно семејство и многу сум им благодарна за тоа. Инаку денес за мене Скопје е мојот град, затоа што еве веќе 30 на години живеам тука, работам тука на факултетот за музичка уметност и сум многу срекна и што живеам во Дебар мало, најубавото мало во Скопје, можам да кажам срцето на градот, така што се чувствувам многу пријатно и го сакам овој град. Марија, прекрасен е цел овој одговор ваше суштински и многу силно одекнува во денешно време. Од една страна споменавте, се прашуваме дали денешните генерации се способни на таква жртва и снаоѓање во големиот град. Од друга страна пак условите се сменети. Ако велите дека тогаш МБУ Илија Николовски Луј и класите живееле така како едно семејство, не верувам дека се состојбите исти денес. И од трета страна пак, вие ова што го кажавте, најспонтаниот начин и вистинскиот начин како се достигнуваат звездите со сопствен талент и сопствен труд, и тоа е веќе дискутабилно денес. Вие почнавте како и сите ние со тие златни славичиња, само со вашиот талент и глас, си го пробивате патот, така што убаво е, мислам, и едукативно е да се слушаат вакви нешта во денешно време. И сега дојдовте во Скопје и тука повторно следеа успеси, надпревари, голема активност, дури и тие јавни часови беа на ниво на концерти, колку што јас се сеќавам. Може ли малку повеќе да споменеме и некои други
талентирани музичари тогаш, потенцијални, но денес и врвни уметници. Со кои генерации се затекнавте во музичкото училиште и што споделувавте, каде настапувавте и соработките секако со врвниот педагог Снежана Анастасова Чедиковска? Секако, морам да ви кажам дека она пошто се одвојува тоа време кога јас учев во Луј е тоа што училиштето дејствуваше како една менаџерска куќа. Значи, сите по-талентирани деца, кои во тој период, да кажам, на дејствување на училиштето, дури уште во основното музичко училиште, беа одвојувани во една специјална паралелка. Тука бевме не само како семејство учениците од класата на професорката Чадиковска, туку и сите заедно, и пианистите од другите класи, и се разбира и музичарите од другите инструменти, се разбира. И кога се патуваше како дел од денови на македонска музика, да речеме одбележување во некоја странска земја, ние бевме одбрани ученици од повеќе класи, меѓутоа не само пианисти, туку од сите инструменти. Навистина училиштето делуваше како едно семејство. Имаше многу семинари, речиси да немаше недела кога немавме настапи. Значи, обавезно барем еднаш во неделата се организираше некаков концерт, дали беше тоа во рамките на училиштето, дали училиштето организираше настапи на своите ученици, на подкрепени настани, да речеме, од амбасадите во државата, и многу пати, како што споменав, сме ја представувале и македонската култура надвор од земјава, меѓутоа секогаш бевме многу единствени и секогаш критериумот беше квалитет. Не знам како е денес, бидејќи јас во мојата работна кариера не работев во Луј, значи веднаш започнав со работа на Факултетот за музичка уметност. Верувам дека барем дел од тоа е задржан, со тоа што мораме да имаме во предвид дека и општествените околности се денес многу променети. И се разбира, сите мораме да се прилагодиме на новото време. Меѓутоа, се надевам дека и понатаму училиштето ќе се потруди и ќе смогне сили за талентираните деца да добијат посебен третман. Значи, колку знам сега во моментот не постои специјална паралелка, но би апелирала да се врати тој принцип, да кажам, на функционирање, затоа што тоа беше принцип кој беше придобивка од бивша Југославија, е така да речем. Меѓутоа е добар принцип, функционираше, ги даде своите резултати и сметам дека треба да се задржи во денешното функционирање на училиштето и на сите државни музички училишта. Ние можеме да кажеме дека имавме одлична подготовка на кадри кога ќе дојдеа на Факултетот за музичка уметност. Тоа беше вистинска селекција, но и професорите од Факултетот за музичка уметност беа во контакт со педагозите во основното и средното училиште, така што сите потенцијали многу мудро се развива во соработка на педагозите и ако можам нешто да се пофалам и секогаш таа зграда ја фалам по тоа што таму нема бројки, туку имаше имиња и презимиња, што се познаваа кандидатите, се следеше нивниот развој, па дури ако пројавеа афинитет кон друг инструмент, се пренасочуваа, значи многу грижливо. Ова што го споменавте уште оди во прилог кон тоа и секогаш се чудам зошто добрите пракси не остануваат на сила и зошто има потреба да се менуваат работите. Сега со таква силна подготовка и таков минати километри, односно дирки во претходното образование, вие дојдовте, ја имавте среќата или можеби професорот Романов ја имаше среќата да има такви студенти какви што бевте вие, неколкумина, што и ден денес силно одекнувате на музичките сцени. Кажете ми малку за тој период од работата со професорот Романов и вашиот растеж. Сега го завршивте вие формалното образование, сте доктор по музички науки, односно тоа е веќе докторат во музички уметности, се извинувам. Значи сите скалила ги поминавте. Но ајде еве за тие студентски денови. Еве, ќе ви кажам со задоволство, ќе раскажам за студентските денови, меѓутоа ќе се надоврзам и на претходното прашање, затоа што
Ние многу често пианистите разговараме за светски имиња, за Рихтер, за Гилелс, за Брезовски, Лугански, големи имиња во пианизмот, меѓутоа морам да ви кажам дека за еден млад пианист кој е во едукација, идол или пример може да биде само човек кој што може да го види во живо. Значи, за мене, кога дојдов во Скопје, кога се запишав во средното музичко училиште, идоли беа моите другари од класата, моите соученици. Понатаму, кога професорите Романови дојдоа во Скопје да живеат во Македонија и кога започна со нивните семинари, тука се здруживме, се разбира, и со колегите од другите класи. И сакам да ви кажам дека мои идоли во оваа професија беа имиња од Македонија, пианисти од Македонија. Не беше тоа Рихтер, не беше тоа Гилелс, затоа што тие пианисти беа за мене, во мојата перцепција на дете, пианисти кои можеби живеат и на друга планета. Јас не сум ги запознала. Меѓутоа, во Скопје имав можност да слушам во живо наши македонски пианисти. И тие да ми бидат пример и поттик и мотивација за јас да напредувам во пианизмот. Така, во Скопје запознав прекрасни семејства, значи, освен мојата професорка Чадиковска, со која се разбира, имавме и семејни, да кажам, дружења, двете семејства. Тука би ги споменала и семејството Светиеви, Чичко Јоско Наумовски, кој повеќе не е со нас, неговата ќерка Ирина Наумовска, Самира Мемедова, Весна Ангелова, Јанинка Невчева, Никола Паскалов, Милица Шкарич, Илинка Манева денеска која живее во Америка. Тоа беа пианисти кои јас можев да ги слушам и верувајте, радост ми беше како тие настапуваат, на кое ниво се во пианизмот и посакував да ги достигнам еден ден во нивниот квалитет. Така што ова нека биде и порака можеби за тоа многу повеќе да си ја негуваме нашата култура, многу повеќе да се грижиме за нашите уметници, затоа што за нашите ученици и студенти нашите уметници се примерот. Нашите уметници се нивните идоли. Сега малку за студентските денови. На моја голема среќа, јас имав можност во сите 4 години на средното музичко училиште да работам со мојот професор, што на семинари, што на часови. Меѓутоа, ете честа да припаѓам на неговата класа, ја добив во студентските денови и тука веќе доаѓате во друштво на најталентираните, можам да кажам, најспособните пианисти. Значи тука имаше една многу остра борба во позитивната смисла, да кажам, во продуктивната смисла на зборот. Еве, ако можеби би било добра информација за гледачите да кажам дека јас сум иста генерација со Симон Трпчевски. Тука блиску до мојата генерација беа Иво Настевски, Јанинка Невчева, веќе ја споменав, Самира Мемедова, Весна Ангелова. Значи бевме една екипа многу јака, многу силна во класата. И она што беше исто така и голема придобивка, професорот ни дозволуваше да се придружуваме, значи секогаш кога свиревме концерти за пијано и оркестар, дури инсистираше на тоа да се придружуваме за да добиеме искуство од тоа како и од другата страна, односно од страната на оркестарот, звучи самиот концерт. Па така во студентските денови имав можност многу пати да ги придружувам моите колеги и тие да ме придружуваат мене. И со тоа стекнавме многу големо искуство. Морам исто така да кажам дека во овој период имав можност да, односно бев поканета од тогашната директорка на Македонската филхармонија, госпоѓа Кармен Костова, да се приклучам кон изведувањето на симфониска музика на оркестарот, односно како хонорарен пијано соработник. Истекнав големо искуство во сознавањето на симфониската музика. Всушност, во таа смисла, со Македонската филхармонија имавме соработка еве досега речиси 18 години и препорачувам и на моите студенти, а се разбира и апелирам до филхармонија, ако може да им дава повеќе шанса да учествуваат
еве, ако не се е секогаш можноста за солистичко свирење, меѓутоа и како дел од симфониската музика, затоа што соработката со различни диригенти и работата во оркестар дава едно посебно знаење, едно посебно искуство со кое што може понатаму да биде пренесено и на солистичката музика, односно може да ја предлабочи интерпретацијата со многу фантазија и со многу бои. Навистина прекрасно и така се станува и подобар солист, бидејќи со расчленување на сите други енигми се доаѓа до вистинската цел. Вие постојано настапувавте и додека студиравте кај професорот Романов и тоа беа ни помалку ни повеќе туку подвизи. Да речеме, студентите на професорот ги свиреа или сите фуги и прелудиуми или некои големи дела Голдберг варијации, така што воопшто не беа лесни задачи за луѓе кои што се уште во образовен процес. Не се, ќе се изразам улично, не се вергла исти дела, туку вие грабавте репертоар. Колку во таа смисла, предпоставувам дека го наследивте тоа убедување и дека тоа го барате и од вашите студенти. За жал, не секаде е така. За жал, некаде се уште се форсира она дактилографска работа, да речеме, да се истакне техниката на пианистот. Но јас за среќа знам од разговорите со професорот Романов дека тој секогаш ве учеше во контекст, моравте да ја разбирате музиката, моравте да слушате многу изведби, да го сами да дојдете до вашиот пристап. Во тоа и беше неговата големина. Затоа што тој е педагог со огромно знаење, меѓутоа никогаш не даваше готови решенија на часот. Секогаш тоа беше разговор во кој што имаше голем поттик после часот да размислувате за музиката, да ја одгатнете суштината, да пробате да ја одгатнете суштината. Се разбира, секогаш кога имавме некаков проблем, професорот помагаше, меѓутоа никогаш готови решенија. Секогаш само ке фрлеше мамка за размислување. Инаку јас често на шега знам да кажам дека ако имав можност да учам од професорот Романов 20 на години, јас 20 години не спиев. Не спиев пред час, едноставно. Не можев да спием, затоа што за мене часот беше посебно доживување. Што ќе каже професорот, дали правилно се подготвив за денешниот час, дали размислувам во правилна насока, дали можеби професорот ќе се налути денес. Се разбира, во тие 20 години имало секакви часови, и поуспешни и не толку успешни, барем во моето доживување. Меѓутоа, верувајте да се има еден таков авторитет за професор е огромна работа, и огромна чест и огромна среќа во животот. А денес, во работата со моите студенти, морам да кажам дека професорот ми е пример, се разбира, за тоа како треба да се постапува и како треба да се работи и да се поттикнува и инспирира еден студент. Меѓутоа, сметам дека во однос на репертоарот, тоа и ние повторно, да речам, аманет од професорот, пробуваме, еве, скоро и да нема година кога не се промовира ново дело, или не се изведува некаква капитална композиција од железниот пианистички репертоар, така што јас искрено се надевам дека ќе бидам барем за еден дел успешна како што беше успешен мојот професорот Романов. Да ве прашам, Марија, што ви беше поголем предизвик досега да изведувате ново дело, кое што не е слушнато на нашата сцена или ретко се изведува на светските сцени, или можеби некое дело како што е неодамна настапивте со Македонската филхармонија со концертот на Рахманинов, кој што и врапчињата го знаат и неминовно е да се споредува со врвните изведби и на хоровиц, и на сите врвни пианисти што ги споменавте, така што па и на самиот автор. Дали тоа ви е поголема замка, или можеби кога изведувате ново дело, па треба да наметнете интерпретација според која ќе се мерате тие што доаѓаат после вас? Се разбира, ќе излажам ако кажам дека овој железен репертоар во кој што спаѓа и Рахманинов, вториот концерт кој што го изведов неодамна со Македонската филхармонија, дека не би сакала да го изведувам. Железниот пианистички репертоар секогаш ќе биде дел од мојот личен
пианистички репертоар, меѓутоа верувајте посебно задоволство ми представува кога промовираме нови композиции од наши македонски композитори. А навистина ги имаме плејада и прекрасни, успешни. Еве морам да кажам дека особена радост ми причини Агонија и екстаза на Бете Илин, професорка од Музичко-балетскиот училишен центар Луи, која е наша македонска композиторка и многу често пишува, ајде така да кажам, за мене. Иако композициите незини се наменети нормално за сите пианисти, меѓутоа во Агонија и екстаза се случи да не се видиме, а таа да мисли на мене и кога се сретнав ми реков: Бете, па јас би сакала да напишеш нешто за мене. Рече: па да, веќе пишувам и мислев на тебе. Ете, ни се сретнаа погледите и многу често изведувам незини композиции, всушност и премиери. Меѓутоа и со други композитори се разбира, со композиторката, а сегашна председателка на Сојузот на композиторите на Македонија, Валентина Трајановска, со која што пак бевме во иста класа на докторските студии кај професорот Манчев во делот на пишаниот труд. Исто така композиции на Панде Шахов. Јас ги свирав 6 винјети на Панде Шахов уште како студент, затоа што тогаш во трета година беше и задолжително за студентите да изведуваат македонски дела и бројни други композиции кои се изведени и премиерно, но и како дел од мојот репертоар на концертите на меѓународната сцена од македонски композитори. Мислам дека треба да ја негуваме нашата музика и секогаш, особено кога се представуваме надвор од нашата држава, барем една композиција, ако не и повеќе, да биде, нели, дел од програмата за изведување. Многу ми е жал што за некои работи зборуваме во минато време. На времето беше задолжително, на времето беше се. Од друга страна ме радува што ве имаме вас, што тоа минато време го правите сегашно, па го практикувате без разлика дали е тоа дел од образовниот систем. Верувам дека тоа им го наложувате и на вашите студенти како принцип и дека треба да се негува македонското творештво. Тоа треба да им е иманентно на сите македонски изведувачи. На тој начин се шири и македонската музика и надвор и имаме случаи кога самите странски музичари кои што настапували на деновите на македонска музика задржале македонски дела на својот репертоар и го изведуваат на секаде низ светот. Просто работите одат така. Јас сакам да ве прашам, ако можете да издвоите некој настап и некоја соработка или некоја композиција што ви се има случајно досега, што ќе ја паметите цел живот или ја сметате за клучна во развојот на вашата кариера? Секако дека постои таков настап. Тоа беше за време на студентските денови. Концертот со Македонската филхармонија, каде го изведов вториот концерт на Сергеј Прокофјев, еден од најфилозофските и најтешките. Денес третиот концерт е многу популарен, да речеме, вториот, меѓутоа јас лично го сметам вториот концерт и за најтежок и за најдлабок, ако можам така да се искажам. Значи, како еден космос, како една вселена. Во Македонија, првиот став од тој концерт за прв пат го изведе Јанинка Невчева, нашата пианистка, меѓутоа во целост, со сите 4 ставови, го изведов јас со Македонската филхармонија. Можам да кажам дека после тој концерт и после тоа искуство со таа музика, со таа длабока музика, јас не сум повеќе истата личност. Исто така би го споменала и концертот, бидејќи концертот Рахманинов број 2 за прв пат беше изведен во Дубровник со Дубровничкиот симфониски оркестар под диригентската палка на Антон Нанут. Морам да кажам дека тоа беше посебно искуство, бидејќи за прв пат се сретнав со маестрото, а многумина од нашата фела знаат што значи неговото име, што значеше на југословенските простори, че тој беше професор во Љубљана на Музичката академија и речиси сите снимки на пианистката Дубравка Томшич од Љубљана се направени со него и со Словенечката филхармонија. Ме среќаме и како ми виде вака малечка на раст, мислам дека се посомнева дали ќе можам да го изведам тој концерт,
започнува пробата, тече првиот став, тече вториот став и во третиот став доаѓа еден арпеш кој е ама буквално како молња. И јас го започнувам третиот став како на струја и само се врти маестро и вели: значи ова беше многу добро. И на следната проба и односот беше веќе поинаков. Меѓутоа, остана да кажам како интересна случка, можеби од мојата кариера. И се разбира, морам тука да кажам дека со работата во работата со моите студенти на факултетот, можеби тоа е најголемото искуство што го добивам и како пианист, затоа што низ педагогијата човек може да научи многу на вистина. Дури низ работата со студентите, мислам дека најдобро можете и себе си да се видите, затоа што низ нивните проблеми можете да ги детектирате и вашите и да го најдете многу полесно пристапот како да ги разрешите сопствените можеби дилеми во пианизмот или проблеми кои што се јавуваат во секојдневната работа. Бидејќи знам дека минутите за разговорот речиси истекоа, сакам да ве прашам уште за еден момент кој што го сметам дека е многу важен, исто толку колку и вложениот труд вашиот, тоа е поддршката од семејството. Штом вие на 14 години дојдовте да живеете сами овде, мора да се работи за силна родителска поддршка, а штом се уште сте активни на концертниот подиум, имате таква одговорна работа на факултетот за музичка уметност, мора да имате поддршка од сегашното семејство. И вашиот сопруг е истакнат македонски уметник, виолончелист, Александар Котевски. Вашата ќерка претпоставам дека се занимава со музика, но родителската грижа одзема и време и внимание и многу е одговорна. Кажете ми како се снаоѓате вие, како едно вакво семејство може да функционира во едни далеку од нормални, идеални општествени услови? Прво би кажала за поддршката од моите родители. Еве сега солзи ми доаѓаат затоа што мојот татко не е со нас веќе 5 години, морам да кажам дека имав родители какви што може да секој дете да посака. Од најмали нозе не поддржуваа мене и брат ми во кариерите. Тука би споменала, иако е емисијата за уметност, меѓутоа во нашето семејство се негуваше и љубовта кон спортот. Брат ми помина долгогодишна професионална кариера во фудбалот. Денес е, може слободно да кажам, најуспешниот спортски менаџер во државата. И секако денеска од аспект на родител, само се чудам како моите родители успеа да поддржуваат две талентирани деца, едното во уметноста, другото во спортот. Ако во текот на работната недела патуваа со мене за моите концерти, секој викенд сите заедно ги следевме надпреварите во фудбал на мојот брат. И навистина, можеби за нив беше многу тешко, но знам дека се многу горди на нашите успеси. А од друга страна пак, моето денешно семејство, Александар и Ана, нели мојот сопруг и мојата ќерка, се огромна поддршка за јас да можам да продолжам да се бавам со солистичко свирење на пијано, затоа што сите знаеме што подразбира тоа. Подразбира војничка дисциплина, станување во 6 наутро, вежбање пред да започне наставата, понатаму настава и вечер нормално крадете часови, за да можете да повежбате уште малку. Меѓутоа во таа смисла, олеснителна околност е што Александар е музичар, истиот живот, малте не го живееме, имаме разбирање, многу често знае да ми помогне и во домашните обврски. Ана е едно прекрасно, паметно дете. Таа оди во музичко, свири виолина и можам да кажам дека апсолутно ја чувствувам и нејзината поддршка. Иако е дете, многу е свесна за професијата на мама и нема никаков проблем со тоа што мама и тато попладне не можат секогаш да шетаат во градскиот парк, а најчесто се зафатени со својата професија, дали е тоа снимање, вежбање, концерти, така натаму.
Меѓутоа, сите сме навикнати на овој начин на живење, се поддржуваме, тоа е најважно. И секогаш кога едниот од нас е презафатен или има важен концерт, другиот ги превзема обврските и така се делиме, да речем, имаме разбирање за тоа. Многу им благодарам за тоа, затоа што навистина сум свесна дека не е лесно да се живее со еден пианист солист. Марија, јас ви благодарам за овој разговор. Рековте ви одат солзи мене на неколку пати во овој разговор, затоа што точно ве гледам како го поминувавте. Овој пат не е секогаш послан со рози. Знаеме дека тука е конкуренција, егоизам кој што е иманентен на сите солисти кои што се борат на сцената, но се радувам што разговорот ни помина истакнувајќи ги позитивните работи. Мене ми беше навистина чест и задоволство. Јас, како и секој добар домаќин, на соговорниците им подарувам една книга од продукцијата на Арс Ламина. Вие можете да појдете во книжарниците на Литература МК, да си одберете нешто по сопствен избор. Тоа може да бидат приказните, ако веќе ги немате, а верувам дека ги имате, на професорката Чадиковска, која што исто така пишува. Но има прекрасни едиции кои што и многу добро изгледаат, на Милан Кундера, Петр Андреевски, книги кои што се од музичкиот свет, така што верувам дека ќе најдете некој интересно четиво и што ќе ве потсетува на овој разговор. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и јас.